присуството на пратениците на ВМРО ДПМН денешниот ден и следните денови е поврзано само со законот за употреба на јазиците. Околу другиот дел на вашето прашање ќе ви посочам на она што многу пати и ние, но и колегите од СДСМ во минатите години го тврделе, а тоа е дека мнозинството има обврска да создаде мнозинство за работа во собранието во секој момент. Тоа е начин на кој што покажуваат дека имаат политичка подпора и поддршка во собранието. Тоа така функционира во Македонија, но така функционира и во сите демократски држави. Вака. Да, комплексно е прашањето, дозволете ми да ви одговорам попрецизно на сите елементи. Прво, законот е донесен во максимално нетранспарентна постапка, во која што не се земени во предвид ставовите на граѓаните и на оние кои што се однесува законот, но и на генерално на целокупната јавност. Второ, не се спроведени никакви консултации со стручната јавност. Дали тоа се професори од правен факултет, компаративно право, по уставно право, дали се македонисти, албанолози, дали се професори по јазиците на помалите етнички заедници. Трето, не е направена консултација нити со здруженијата на припадниците на помалите етнички заедници во Република Македонија, како турците, власите, бошњаците, србите, ромите. Четврто, на законот спротивно на деловникот и спротивно на регулативите во собранието е поставено европско знаменце со цел да се ограничи дебатата во второто читање на само 3 дена. Четврто или пето, законот надвор од деловникот е доделен на комисија да биде матична, комисијата за европски прашања, што е спротивно на одлуките на деловникот на собранието. Требаше да огледа комисија за политички систем. Шесто, беше одбиено барањето, иако претходно беше ветувано од страна на повеќе фактори од мнозинството да се организира јавна расправа во собранието на Република Македонија. Седмо, ниту еден амандман од 84 поднесени во второ читање не дојде на ред во комисијата да биде макар гласан, макар одбиен. Осмо, ниту еднаш мнозинството претеници во собранието на Република Македонија не прифати било каква минимална забелешка на законот, па дури и од поранешни и сегашни високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Покажа целосна исклучивост во процесот, не прифатија ниту една забелешка, не само од ВМРО ДПМН, туку од било кого. Од било кого. И на тој начин проектираа дека во Република Македонија не е битна јавноста, не се битни професорите, стручните лица, не е битна опозицијата, никој не е битен, освен 61 пратеник во мнозинството во ова собрание. Тоа не е добро. Од тој аспект, нашата постапка со голем број на амандмани е во насока да се закочи до одредена фаза овој закон, колку што е можно, со цел да се отвори можност сите овие субјекти кои што ги споменав да бидат вклучени во решавање на овој проблем. Повторувам, ние прифаќаме и признаваме дека огромен број на нашите сограѓани албанци, но и другите помали етнички заедници имаат потреба да се разговара и да се најде решение за проблематиката на употреба на помалку застапените јазици во официјална комуникација со институциите. Значи, прифаќаме и признаваме, но цениме дека ова прашање има огромно значење за понатамошното функционирање на Република Македонија. Да ве потсетам, на сличен начин, без тангирање на туѓо мислење, 1991 година беше донесен Уставот на Република Македонија. Тогаш не беше во предвид земено мислењето на мнозинството албанци кои што живеат во Република Македонија, исто онака како што сега не се зима во предвид мислењето на мнозинството македонци кои што живеат во Македонија. За жал, тој устав од 1991 година долги години продуцираше и креираше кризи. Се плашиме дека донесувањето на ваков начин на овој закон во следните 5 или 10 години исто така, но од
обратен правец ќе создава и ќе креира кризни ситуации не само во собранието, туку генерално и во државата. Затоа цениме дека сите тези кои што беа кажани од страна на колегите од СДСМ и ДУИ дека сакаат инклузивно, сакаат вклучено, сакаат дебата, сакаат туѓо мислење, апсолутно не се применуваат во пракса, нити во собранието, нити надвор од собранието. Теоретски траењето на оваа амандманска расправа остава сосема доволен простор во временска рамка, доколку си има политичка желба, и СДСМ и ДУИ да си ги проверат решенијата во законот. Дали тоа ќе го направат со ВМРО-ДПМН, дали тоа ќе го направат со БЕСА, дали тоа ќе го направат со Институт за македонски јазик, дали тоа ќе го направат со Штулов универзитет, дали ќе го направат со Правен факултет Јустинијана Прима, е прашање до нив. Дали ќе ги повикаат професорките кои што биле членови на највисоките раководни тела на СДСМ да ги прашаат зошто тие мислат дека овој закон е неуставен? Тоа е нивно прашање. Но они имаат апсолутно доволно време да го направат тој чекор.